Почитувани, поминаа 3 дена, а од Катица Јанева ниту трага, ниту глас. 3 дена не доаѓа на работа. 3 дена се крие и бега од одговори и одговорност. Платата, тешка 1000 евра, и стигнува на сметка, а нејзе ја нема. Кружат информации дека заминала од Македонија. Ова сигурно не е право и правна држава. Наместо да одговара пред законите, таа продолжува да ги влече конците, да овластува обвинители и да подпишува акти на СЈО. Станува се поочигледно дека Македонија ја владеа криминална банда која создаде нов рекетарски, судско, политичко, медиумски октопод. Пипците на овој октопод допираат до секоја пора во државата, а главата на овој октопод е највисокиот државен врв. Зоран Заев, иако се прави наивен, постојат сериозни индиции дека токму тој во неколку наврати остварувал средби со осомничените од рекетарската банда. Дали е точно дека изминатиот викенд еден од сега осомничените за рекет, дел од криминалниот октопод на Заев, славел заедно со Заев во еден од локалите во Охрид до раните утрински часови? Дали е точно дека еден од обвинетите имал чести средби со член на семејството Заеви во еден ресторан на кејот на Вардар во центарот на Скопје, каде се договарале идни жртви на уцени, биле давани насоки и упатства? Дали е вистина дека еден од обвинетите бил близок човек со член од семејството Заеви, кој е познат дека ја има улогата на така наречен торбар и главен за воспоставување лични релации при договарање на тендери со министерствата и државните компании? Дали и колку требал да биде колачот од сето ова за Заеви, зашто торбарот сега осомничен посредувал? Премногу нелогичности кои досега се изнесоа во јавноста од страна на надлежните институции и ставови на Заев отвараат сомнеш дека надлежните нема да ја доведат истрагата до врвот на оваа рекетарска организација. Никој не може да ја убеди јавноста дека на своја рака и без сесрдна поддршка на високи владини функционери, Боки 13 сам го вршил и спроведувал рекетот. Надлежните се уште не даваат одговор зошто во рамките на истрагата на Катица Јанева и бил одземен само телефонот, и тоа само едниот телефон кој што го поседувала. Зошто Катица Јанева, после сите информации, се уште е начело на СЈО, од каде може да делува и на сведоци и секако на докази? Дали Јанева не доби притвор лично само поради тоа што Заев ја штити? Дали е точно дека Јанева во домот на прво обвинетиот и во присуство на висок функционер на СДСМ ги договара обвиненијата на СЈО и како настапува и како понатаму да се постапува со нив? Само пола од ова да е вистина, тогаш имаме случај во кој истрагата, освен на Катица Јанева и СЈО, треба да се прошири на Зоран Заев, неговиот семеен клан и владата. Октоподот, освен пипците, наречени Кики, Фрики, Баки и слично, има глава, како и секој октопод. Овие прашања и теми ја интересираат јавноста, а не дали Заев ке менува раководител на подрачна единица на јавна установа, да речеме во Демир Хисар. Тоа што Заев сака да говори за незначајни теми, посочува дека сака да избега од вистината, овој пат од вистинската вистина за Македонија. Благодарам.